20 на експлозии кои се случија поради активирањето на неексплодирани гранати и други убојни средства од Првата светска војна и Балканските војни го отежнуваа гаснењето на пожарот неодамна на планината Галичица кај Охрид. Делувањето како од земја, така и од воздух со помош на армиските хеликоптери беше повеќе од ризично, па се чекаше поволен момент за тоа. Многу често ги среќаваме, значи тоа има многу такви неексплодирани гранати кои што се распространети малтене на целата наша планина. Секако дека гранатите се опасни, неколку пати ние имаме пријавено, значи сме нашле по неколку гранати кои биле блиску до пристапен пат. Од овде поминувал така наречениот Јужен фронт, за кој се претпоставува дека зад себе оставил големи количини на вакви гранати. Од Националниот парк Галичица велат дека најдобро е планината да се исчисти, сепак ќе биде тешко тоа да се направи во целост. Значи, ако не се исчистиле тога, сега нивното чистење е потешко, бидејќи е огромна површината на која имат. Значи, од границата со Република Албанија па внатре во територијата на Република Македонија правиме муавет за површина од неколку илјади хектари. Добар дел од нив се наоѓале на повисоките делови од планината и на непристапни терени, покриени се и со вегетација. Јас разговарав и со професионалци од Дирекцијата за заштита и спасување, кои што според нивните проценки би требало сите деминери од Македонија кои ги имаме во моментот да работат секојдневно 40 години со надеж дека можеби тогаш ќе може да дискутираме за чиста територија. Слична ситуација имаше и за време на големиот пожар која зафати планината во 2007 година. Тогаш бројот на експлозии беше многу поголем. Тие се таму веќе 105 години. За среќа до сега немало ни еден несреќен случај. И покрај ова, последните години се поголем е бројот на љубителите на планина која посетуваат Галичица. Апелите се луѓето кога ќе најдат на ваква направа да не ја допираат, туку само да ја заобиколат. Меѓутоа, секое придвижување нивно може да предизвика експлозија, бидејќи тие се внатре херметички затворени, едноставно барутното полнење и можеби и самата запалка се уште исправни, активни и може во секој момент да се активира. А пиротехничари од Дирекцијата за заштита и спасување веќе отпочна акција за нивно уништување на опожарениот дел на Галичица. И истите ќе бидат уништени во лице место. Пошто тука е безбедно, нема население, нема значи објекти една друга. Ова ќе биде почеток на една од акциите што се планирани. Пиротехничарите ќе остават и некои символи, значи дека тука е расчистено. За сега никој не може да каже колкава е бројката на вакви неексплодирани гранати. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.